Пакети храна на големо се делат низ ромското мало во Струмица. Налепници на кутиите, слични како оние на хуманитарната помош, кои ја даваа семејството на поранешниот премиер Зоран Заев. Ова може да се забележи од видеото кое од вчера циркулира на социјалните мрежи. Видеото најпрво го имал постирано активист на СРСМ. За неколку минути подоцна, истото да биде избришано. Сепак, материјалот пред да исчезне од профилот на активистот бил симнат. Истражните институции за ова видео молчат. Единствено од антикорупцијска вела дека за ова одговор треба да се бара кај Државната изборна комисија, а не кај нив. Познавачите на правото вела дека ова е класично сценарио на подметување на гласачи и искористување на епидемијата за партиска промоција и е казниво по закон. Се повикува јавниот обвинител да преземе казнено гонење против овие сите сторители на овие тешки кривични дела од кривичниот законник. Од членот 162 од кривичниот законник и од членот 165а. Од членот 162 е уредено прашањето за подкуп при избори и гласање, а од членот 165а се уредено прашањето за злоупотреба на средствата за изборна кампања. Практично и кривичниот законник, но и изборниот законник содржат одредби кои што спречуваат било какво влијание на избирачите. За Маневски, алармантно е што во време на пандемија се дели по луѓето пропаганден материјал, храна, каде се собираат луѓето, не држат дистанца и не сите се со маски. Го гледаме и тактичкиот премиер, каде во среде Куманово група околу него собрана, каде што дели флаери, каде што дели маски. Ова што се прави во држава во овие 2 месеци, значи е тортура врз избирачите. Се врши терор за да се присилат тие да гласаат на наредните избори за Социјалдемократскиот сојуз. Вчера по улиците првите луѓе на СРСМ делеа маски, а пак градоначалникот на Бутел, заедно со дополнителната министерка за внатрешни работи Петровска, делеле подароци по полициските станици, во кога веќе се распишани избори. Пред речиси месец и половина, семејството Заеви, преку Сдруженијето Заедно можеме, делеа пакети низ Македонија. Ова, за дел од експертите, е подкуп под маската на наводна хуманитарна помош. Сепак, познавачите на правото и претходно алармираа дека во време на пандемија се врши легален подкуп преку третиот сет пакет мерки на владата, каде се делат парични средства на социјално ранливите, невработените, студентите, средношколците.